Околу 5000 евра ќе потроши работната единица геотерма на Кочански водовод за редовното годишно одржување и поправка на оштетувањата на главниот цевковод за геотермална вода. Реконструкцијата ќе се изведува по целата негова должина од горни подлог па се до корисничките места во градот. Според одговорните во комуналното предпријатие, не се работи за нова инвестиција, туку таквата активност била нормално да се прави еднаш годишно, заради одржување на целиот систем. За одржување на слабостите, оштетувањето на изолацијата, пропустите, имавме оштетување на реинекциониот цевковод, значи тековна тендерска постапка за одржување на системот. Папазов најави дека ќе се санираат и оштетувањата на изолацијата на цевководот, што како несовесна постапка со години ги прават некои сограѓани. Иако повеќе пати имало апели и предупредувања да не се краде изолациониот лим, тоа останало без поголеми ефекти, па вработените во геотерма ќе мораат повторно да направат непланиран трошок за обновување на уништената изолација. Во текот на сезоната и во летниот период имаме најголеми оштетувања, истата постапка ќе ја повториме таму некаде пред почетокот на грејната сезона 14-15. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите е завршен и наскоро се очекува да започне реконструкцијата на цевководот. Во меѓувреме геотерма по трет пат го објави тендерот за продажба на дел од објектот за полнење минерална вода со површина од околу 120 метри квадратни. Почетната цена за наддавањето е околу 718.000 денари, а пријавувањето на заинтересираните е до 17 февруари.